А сега, Атанас Аврамов ќе го представам јас од Сдруженијето Заедно посилни Скопје. Наслов имаме кампања на оваа тема. ХИВ не ме прави помалку човек. Ништо не треба да не прави помалку човек во животот. Јас барем така размислувам, а исто така и ХИВ-от. Добро утро и добро не дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Искра, имаме повторно друга сега тема на која што ќе обрнеме внимание. Мислам дека 20 минути ќе ни се малку. Но ќе се обидеме. Ајде најглавното да го Ќе се истакнеме. обидеме, да. Атанас, добро утро, добро ни дојде. Добро утро, уште еднаш. Да, Атанас, ти ни доаѓаш, спомена Слободанка од Заедно посилни, но сакам да појаснам за какво здружение станува збор. Здружение за поддршка на лица, луѓе кои што живеат со ХИВ. Така. Зошто го почнемо од ова? Неодамна на 1 декември нели беше светскиот ден на сидата. Имав една мала дилема, кој термин да го употребуваме. Некогаш не знаеме што е коректно, што е правилно, што можеме некого ќе навредиме. Дали да зборуваме за лица болни од СИДА, заболени од ХИВ, што е правилно, а што не. Да, согласно препораките на UNAIDS, правилниот термин е луѓе што живеат со ХИВ, претежно заради тоа што во денешно време веќе со современата терапија стадиумот на СИДА е ретка појава, меѓутоа се зависи од социјалниот контекст. Важно е пристапот до здравствена заштита и така натаму, за жал се уште кај нас се случуваат и смртни случаи, меѓутоа се случува и лицето кога е диагностицирано да биде во фаза на СИДА, која што е стадиум од ХИВ вирусот. Што значи, ако добро разбрав, не е погрешно ни едно ни друго? Во зависност од контекстот. Значи, секогаш се користи луѓе што живеат со ХИВ, кога станува збор за лица кои што многу се доцна диагностицирани, се во последен стадиум, тогаш можеме да кажеме дека лицето, односно пациентот има СИДА, меѓутоа коректниот термин е луѓе што живеат со ХИВ секогаш. 1 декември, веќе мислам дека нема човек што не знае дека се одбележува како ден на овој пат на СИДАТа, така? Да. Тука е коректен тој термин. Иако не е 1 декември, лично јас сметам дека е премалку да се зборува само еден ден годишно на оваа тема, дека треба многу почесто. Зошто е потребно гласно да се зборува на оваа тема? Да, најпрво сакам да потенцирам дека ова прашање е јавно здравствено прашање. Иако некогаш низ годините се третирало на прашање на одредени групи, ова прашање е јавно здравствено прашање. Како сите јавно здравствени прашања, сите тие прашања треба да се адресираат 24/7 низ текот на целата година. Нормално, 1 декември секогаш е во фокусот на ХИВ, меѓутоа, кога станува збор за прашање како што е од јавно здравје, што е засека целата популација, или особено здравствениот систем, мислам дека еден ден од годината е премалку за да се може да се адресира особено такво важно прашање. Иако велиш дека станува збор за здравствено прашање, но сепак заболените од ХИВ не се соочуваат само со здравствен проблем. Друго е да си заболен од низа други болести, друго е конкретно кога си заболен од ХИВ. Со какви проблеми се соочуваат овие пациенти, не само здравствени, и од социолошки аспект? Да. Значи, низ нашата работа може да кажеме дека откога лицето ќе биде диагностицирано и ќе биде ставено на терапија, почнуваат вистинските, да кажем, предизвици социјални на самиот пациент. Тоа се случува низ призма на многу работи. Прво, споделување со своите најблиски, затоа Сдруженијето нуди психосоцијална поддршка на самите пациенти за соопштување на својот статус, на своите најблиски, пријатели, партнери, сопрузи и така натаму. Но се случуваат и прекршувања на човековите права. Морам да потенцирам дека, за жал, најголемиот дел од регистрирани прекршувања на човекови права, кои што годинава се над 30, се случуваат во здравствениот сектор. Тоа е загрижувачки, особено заради тоа што очекуваме дека здравствените работници знаат како се пренесува ХИВ вирусот и со тоа нема да се случуваат случаи на како што имаше одбивање на здравствена услуга или, например, споделување на ХИВ статусот.
Значи, јас секогаш ја правам таа споредба. Мораме да им кажем Да. на гледачите дека ти си всушност правник и сосема е логично да си најупатен токму во овие правни прашања. Да, односно- во принцип да, во здруженијето кога стигаат представките, обично правната поддршка ја работам јас. Меѓутоа сакам да потенцирам дека Токму во здравствениот Да. сектор, што е многу изненадувачки. Да, апсолутно. Мислам, има ситуации... загрижувачки. И загрижувачки, да. Загрижувачки е да имаме ситуации кога здравствени работници едноставно го одбиваат лицето за здравствена заштита поради како да кажам, факти кои што немаат основа во медицината. Исто, иако е, нели, како да кажам, послаба повреда на човековите прави, иако не постои таков термин, е откривање на ХИВ статусот. Значи, ние сме имали случаеви. Прво да потенцирам дека откривање на одредена диагноза спротивна на закон, меѓутоа не доаѓа со исти социјални последици. Така е. Многу е различно Да, тоа е историја заболено друго, ние во ходник да дознаеме Да. дека лицето има, не знам, настинка. Да. Друго е да се дознае дека пациентот има ХИВ и така се И случувало кај други да... болести има сочувство од заедницата, за разлика од овде каде што има осуда, така? Да. Се случувало да во ходник, нели здравствен работник, викне на пациентот, ајде тој со сидата да влезе внатре. Сериозно? Да, имаше такви случаеви, да, пациентите се како да кажам загрижени заради тоа што се во особено ранлива ситуација и не можат во тој момент и да изреагираат на самиот однос. Мислам, на крајот на денот, загрижувачки е одбивањето на здравствена услуга, заради тоа што се случувало одбивањето да се случува со во акутна болка на пациентот, така да што сме реагирале дури надвор од нели дописи и представки, веднаш со јавување заради тоа што од другата страна системот треба да знае дека постои здружение кое што внимава на таквите прекршувања. Не знам, Ана се сега малку, Атанас ме збуни, искрено да ти кажам, затоа што мислам да те прашам како заедницата реагира на овие лица. Не очекував дека токму во здравствениот сектор има такви реакции. Да речеме, од обичните луѓе некако би подразбирала 40 на години веќе живееме прилика со сидата, така е? Првиот случај, ако не се лажам, 1987 во Македонија, така да од прилика некои 40 години. И во прво време нормално е да се стравот да превладува, така, од непознатото, од неизвестност, од неинформираноста исто така е клучен фактор, но сега после толку многу години се уште да се има такво размислување, навистина не ми е јасно. Треба едукација. Мислам дека и на тоа работиме и ние како здружение. Треба едукација и на општата популација, што го правиме нели преку кампањи, еве вашата колешка спомна ХИВ не ме прави помалку човек. И преку едукација на здравствени работници. Тоа не е едукација за ние здравствените работници да ги учиме како да ја вршат својата работа, завршиле факултет, тие се образовни луѓе, туку за проширување или одредени аспекти кои што треба да ги имаат во предвид при третман на таквите пациенти. Да, загрижувачки е дека после толку години имаме толкава, како да кажам, осуда кон тие пациенти. Еве ќе спомнам едно истражување што беше направено во 2021 година при анкета на тоа колку дали би сакале некој како сосед. 77% од испитаниците одговориле дека не би сакале сосед лице кој што живее со ХИВ. Тоа е проблематично, мислам, тоа е работа на која што треба особено да се адресира и од страна на здравствениот систем, меѓутоа и од страна на образовниот систем, заради тоа што на сосед, односно лице кој што живее со ХИВ е вашиот сосед, во ниту еден момент не би ја загрозил вашата безбедност или здравје, заради тоа што ХИВ не се пренесува преку социјален контакт. Повторно велам, после толку многу години би требало барем тоа веќе да го знаеме, така? Да, би требало, меѓутоа мислам дека тоа е одредена работа која што поминала ни системот, која што со оглед на сите приоритети кои што ги имаме, мислам дека проминала, меѓутоа мислам дека тоа треба да се адресира, особено преку сеопфатното сексуално образование. Вашето здружение постои веќе 15 на година, така, 15.
низ овие 15 години, како се одвиваат нештата? Дали нешто оди во подобар правец, дали стагнираме или одиме наназад? Можам да зборувам во однос на тоа како се справуваме со епидемијата, да кажем, Добро. и во социјалниот контекст. Социјалниот контекст имаме помрднувања, нормално, сега со новиот закон, особено за заштита од дискриминација, меѓутоа и претходно, имаме помрднувања. Еве, лично ќе да упатам една пофалба. Имав една обука со студенти од правниот факултет, кај зашто од правниот факултет кога беше споделен овој случај на одбивање на здравствена заштита, па рекоа па како е одбиен пациентот, им прима терапија, не може да го пренесува вирусот. И тоа беше од друга страна информација дека таа одреден факт стигна до студенти на правниот факултет и ја согледуваат оној различен третман кој што не е основа. Во однос на медицинскиот аспект, можам да кажам дека Македонија тапка во место. Ние сме стигнале до одреден добро ниво, меѓутоа не продолжуваме понатам. Целта е да до 2030 година 95 лица кои што имаат веќе ХИВ инфекција да знаат дека се со позитивен ХИВ статус. Светскиот просек е околу 85, значи се движи и веќе кон тие 95%, кај нас е 72. За да појасниме, сакаш да кажеш луѓе кои што живеат со ХИВ вирусот, а не знаат дека се заболени. Да, така? тоа е така. Тоа зошто е многу важно да се диагностицираат? Заради тоа што при диагноза веднаш се поврзуваат со инфективна клиника, се ставаат на терапија и веќе вирусот после одреден период во зависност или од организмот, вирусот не може да се пренесува. У принцип, колку што повеќе диагностицираме, веќе нема базен на луѓе од кои што понатаму се шири ХИВ инфекцијата во општеството. Затоа е многу важно современата и навремената диагноза. Сакам да направиме две паралели кај нас во однос на останатиот развиен западен свет, како што велат. Едното е, прво, дали е точно дека веќе постојат такви третмани, такви терапии со кои што апсолутно може да се води нормален живот? Да, тоа е апсолутно точно. Дали ги имаме ние тие терапии? Да, значи животниот век со современата терапија е ист на лица што живеат со ХИВ, е ист како што и лица со негативен ХИВ статус. Еве би споделила една информација за гледачите. ХИВ стана прашање, барем кај нас, прашање од морталитет на наталитет. Од 2018 година до 2024 година 14 бебиња со ХИВ негативен статус се роди од родители со ХИВ позитивен статус. Тоа е продукт на современата терапија. Сега, во однос на терапијата, морам да признам дека ние сме добри, меѓутоа не толку добри дури и во споредба со регионот. Околу 33% од пациентите примаат терапија која што не е во согласност со препораките на СЗО. Зошто? Поради единствената причина зошто е тоа така е поради недоволниот број на средства кои што се извојуваат. Аха. Да, тоа ми Да. беше исто прашањето, дали Така. иако во светов постојат, дали сите ги има кај нас подеднакво за сите пациенти или е како што се кубури и за други болести, Да, очигледно? значи сите пациенти кои што ќе се диагностицираат добиваат терапија, тоа е и согласно препораките и мислам сосема спротивно е да тој пациент веднаш не добија терапија. Меѓутоа 33% се на непрепорачена терапија исклучиво поради недоволниот број на средства кои што се извојуваат. Дали поради ова бројките за смртност од ХИВ се кај нас поголеми во однос на остатокот од светот? Тоа нема никаква врска со терапијата, тоа има повеќе врска со стигмати и предрасудите. Пациентите кога се диагностицираат во доцна или во многу доцна фаза. Тоа е индикација дека тие чекале многу повеќе години од кога дошле до контакт со вирусот да се диагностицираат. Што значи поминале некои 3, 4, 5 години во некој случај. Во тие 5 години имунитетот е толку многу намален или непостоечки, кога тие некогаш доаѓаат и како да кажам во оној стадиум на сида што би рекле ние. Меѓутоа, во последните неколку години, како што известуваат од инфективна клиника, диагнозата била воспоставена веднаш пред смртта, што е знак дека
лицето не ни размислувало, ниту пак здравствениот систем размислувал да лицето кое што се појавило со одредени здравствени проблеми, да го тестира за ХИВ. Тоа исклучително се должи на самиот социјален контекст во однос на ХИВ, а нема никаква врска со терапијата. Од кога лицето е диагностицирано и ставено на терапија, вирусот се потиснува, не може да се пренесува, тоа е едно, и второ, му дава простор на организмот да го обнови својот имунитет и да стигне до оној животен век кој што го живеат лицата со негативен ХИВ статус. Адана, за жал, имаме уште многу малку време, 2 минутки би ги искористила за нешто што знам дека вам ви е многу значено. Во овој дел се обративме до јавноста, до подигнување на нивната свесност, но вие на 1 декември испративте едно писмо, сега се обраќаме и до надлежните, го испративте и до владата и до собранието, со ваши барања, во поглед на тоа што буџетот конкретно е намален и во поглед на тоа што многу услуги на пациентите ќе им бидат ускратени. Кои се вашите барања? Барањата, значи ние веќе 2 месеци сме во комуникација и со Министерство за здравство и со Министерство за финансии. Нашето барање и апелираме да буџетот на програмата се зголеми, односно за 40 милиони, односно да бидат 130 милиони. Зошто? Тоа е поради овие пациенти кои што примаат непрепорачена терапија да се стават на препорачена терапија, најефтината препорачена терапија, значи не бараме од оние не барате преку лепкувача, така да речеме, добро, да. Баш така, и да се продолжат услуги за лица кои што се надвор од системот, кои што имаат ограничен пристап до здравствена заштита, услуги кои што се обезбедуваат преку оваа програма. Тие се тестови за ХИВ, тестови за сексуално преносливи инфекции, ПАП тестови, мобилна гинеколошка амбуланта за жени од рурални средини, ромки и така натаму. Сите тие услуги, иако програмата се нарекува програма за ХИВ, е многу покомплексна и адресира далеку повеќе прашања од ХИВ како прашање. Доколку не се излезе во пресред, доколку не се исполнат овие барања, кои се вашите предвидувања до што може се да доведе тоа? Доколку буџетот остане таков како што е, во моментов, ќе се обезбеди пари само за терапија и превентивните мерки ќе престанат. Тоа е знак дека сите овие услуги кои што ги набројав, тестирање за ХИВ, ПАП тестови, сите знаеме превенцијата колку е важна. Да, колку е важна, особено за вакво прашање. Што значи после уште поскапо ќе ги чини? Да, уште поскапо, тоа далеку повеќе ќе се одрази. Сегашното штедење, значи подоцнежно поскапо плаќање, сите тие ќе прекинат и може да очекуваме епидемија на среден рок. Атанас, многу ти благодарам. Реков дека 20 на минути ќе ни се прекратки, затоа вратите ти се секогаш отворени и се надевам дека ќе ви излезат во пресред на овие ваши барања. Како и дајте да очекувам повторно да видиме како се развива работата, може така? Да, ти благодарам на поканата и еве апелирам уште еднаш до надлежните.